Еве го сега у Тетово. Се гради нов театар од 45 милиони евра, У Тетово. Знаете тамо дека у Тетово албанците еднаш у 3 години прават представа, која што се игра само на премиера пред 20 луѓе, пошто другиве се у околните кладилници, овие коцкарници, и тамо можете да ги најдете. Али знаете што уште поголем проблем? Што не знам колку знаете, 70% тетовчани пијат загадена вода. И сега владама нормално, одговорна, и реши да спроведе анкета на улиците на Тетово. Добар ден, дали знаете дека ќе се гради во Тетово театар од 45 милиони евра? Да бе, знаемо дека ќе се гради. Аха, знаете. А дали знаете дека пиете загадена вода? Да бе, тоа знаемо. Од жуто, од сабајле е жута, после тоа се менја у црвена. Аха. А како сте го забележале тоа? Па многу лесно. Кад ga močam, од жуто иде према црвено. Аха. А каква е ноќе? Ноќе. Ноќе, каква е ноќе? Ноќе е вала добра е ноќе. Ноќе свети. Кој свети водата од чешма? Јок бе море. Кад идем на WC, не мора да палим светло, само мочам и све се види. Кад га тресем, као джингл бел, светоат звездички по таван. Аха, господине, а дали знаете дека во Тетово ќе се гради тој театар 45 милиони евра, вие понатаму ќе пиете загадена вода? Па што бе море? Треба да има театар. Треба децата да има каде да се играат. Да има тобогани, да пливаат, да јадат бурек, јогурт. Да има слјаткара, пицерија. Добро, господине, се ето окей, ама водовод, господине, чиста вода. Што ме куропецаш, бе, ти цело? Бе, што ме куропецаш ти мене цело време, бе? Па што знае дете што е водовод? Ако е жедно, ќе му купиш сок. Овие па, Агенција за електронски комуникации, фукнале 24.000 евра за пенкалца со циркони да им поделат на вработениве. Сергеј им кажал да ги купат. Тоа било сега многу модерно, ма не кенка да будем. И против уроци било исто така. Бе, шо е следно? Шо ќе купуваат следно? Не се сери Hello Kitty за пенкалца и ранци Frozen? Замисли она супер сабајле, си играш X0 или јам со колешките на работи, пенкалцево цело време ти свети. Весела географија не верувам дека игра, тоа на соодветна буква да погодиш име на град, село, држава, планина, затоа што вработените во тие институции државни, 90% се функционално неписмени. Географија знаат само од овие понудиве на туристичкиве агенции за зимување и летување. Или од билтениве на кладилнициве. Знаеш кај е Колчестер? Да бе, у англиска 4-та лига. Толку бе, доволно бе, нема потреба. 24.000 евра. Зошто бе? Изгледа која си неписмен и кој ти е мрак у глава. Секојаш бараш нешто да ти светка за да ти биде поинтересна работа. И што е со непотизмов бе, луѓе? Која мајка пратеничка синот си го изгубила у Елем си го нашла? На пратенициве сите дечиња се елемчиња. Кај бил син ми у Елем? А јас сирота се утепав, го барам низ пола свет со Интерпол, го прежелив детето. Мислев го киднапирала опасна педофилска група од Белгија, го врзали у подрум, го силуеле, му правеле реденка. Него му било супер, грзето на топло у Елем. Бе, сине бе, туку ќе никнеш тамо кај што не те посадиле. Добро бе, син на мајка, зашо не и кажа на мама дека си се вработил у Елем? Па добро бе, мамо, па ја мислам дека знаеш, па ти ме вработи. Не ади гомна говедо едно. Јас сум те вработил. Немој ја ушенаш пред луѓе да си го кажал гласно. Него, сине, слушај, мама ќе се врати за едно 4-5 сата да почастиш кафе за вработување, ова сега мора да скокнам до рек Битола, бе, сине, са бајле ми јавија. Бе, вујко ти некој го вработил са бајлево тамо,
Има и ваков расплет. Доаѓа синов кај мајкава претеничка. Мамо, да ти кажаме на среќна вест, овие твоиве од партија ме вработија у Елем. Кој си бе ти? Ја не те знам. Прв пат те гледам да ти кажам право. Аре бе, чибу тамо. Син, неам ја син. Шо ви направи непотизмов, луѓе. Непотизмов страшно.